Со традиционално рачно зажнејување на оризова нива во Оризари започна овогодишната жетва и заврши 33-тото издание на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз, кој викендов се одржуваше во Кочани. Делегација од општина Кочани, фолклорни ансамбли од странство присуствуваа на зажнејување, а првиот сноп рачно го ожнеа жетварските убавици, поддржани од членови на Сдруженијето на пензионери на Кочани. Градоначалникот Липчо Папазов во вчерашната прилика ги поздрави присутните и им посака успешна жетва и богат род оваа година. Во оваа прилика, оваа стопанска и културна манифестација ја промовираме убавината со прогласувањето на жетварската убавица. Го вреднуваме трудот на земјоделецот со прогласување на најдобрите оризопроизводители кои ќе бидат соодветно наградени во подоснежниот дел од манифестацијата. Сакам да ги поздравам и гостите од нашите братски избратимени градови и соседни држави. Представниците од Црна Гора, Унгарија, Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија. Манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз трпи одредени поместувања од локација на локација. Го промовираме секој наше капче, секој наше место кој дава свој придонес во оризопроизводството. Но го задржуваме столбот да ја промовираме оризовата култура која има исклучително големи заслуги во развојот на економијата во општина Кочани. Заслуга во креирањето на буџетот на општината од која се реализираат проекти. Меѓу две празнувања сакам да се потсетиме на неколку работи кои се реализирани овде на овие простори во Оризари. Изградени се неколку краци од атмосферска канализација во должина од 595 метри. Уредено е коритото на Оризарска река. Изградени се два крака од улицата Аслан во должина од 320 метри. Асфалтирана е улицата Кирил и Методи. Поставено е улично лецо од осветлување на 15 столбови и асфалтирана е Кејската улица. Оризари со сите овие работи добива еден урбан изглед, представува убаво место за живење и престой. Во рамки на манифестацијата, градоначалникот додели награда за најдобар оризопроизводител за 2023 година, признание која годинава им припадна на двајца оризопроизводители од Оризари, Сашко Трајчев и Сашко Стојанов. Се занимавам со оризопроизводство, обработувам околу 4 хектари ориз. Оваа награда што добив за најуспешен земјоделец ќе ми биде дополнителен стимул за понатамошно повеќе да работам и да обработувам ориз. Се што се работи, ако се работи со љубов и со срце, се исплатливо е. Значи, кога тогаш ќе се исплати трудот на земјоделецот. Приносот во Оризари приносот е добар, значи да се движи околу од 700 до 800 кила по декар, значи 7-8 тона по хектар. Тоа е задоволително. Сега рандаманот ќе видиме, значи уште не е почнен да се произведува до бел ориз, затоа не знаеме уште како ќе биде, што ќе биде. Значи за оризари збореме, има може само 10-15% да стои неоткупен ориз, иначе некој целиот ориз е откупен од лани. Ланската цена задоволни. Сега уште тактизират и компаниите што го откупуваат оризот, значи уште не се утврдили цена. Од 30 до 35 денара вика дека ќе биде, зависи од рандаманот на оризот. Како и сите гранки, значи за жал се помалку и помалку млади има, знаеме сите, значи, ама сега за сега, значи обработува се 95%, може и повеќе, значи целото поле се обработува, не е останато да не се обработува. Оваа награда е на мотивација за младите да продолжат со оваа култура, да работат, да останеме во оваа држава, сите заедно сплотени и да работиме. Па има мал број, многу мал број. Затоа исплатливо. Ланската година беше добра. Принос добар, цена добра, али оваа година сега почнува жетвата. Уште не е стимулирана цената, па се надеваме дека ќе биде окей. Приносите се многу добри, али цената не знаем уште. Не е загарантирано ништо. Еден апел до сите да се загарантира откупот на оризо,
цената да биде загарантирана, да работиме сите заедно. Члените на Кочанскиот Орис по завршување на обичајот рачно зажнејување беше прикажан и обичајот на вршидба, а подоцна гостите уживаа во прекрасната изведба на настапите на ученици од Основното музичко училиште Ристо Јуруков, фолклорниот ансамбл Ѓупче Сантов од Оризари, оркестарот Мелем и концерт на фолк пејачот Дамјан Стојановски. А гостите имаа прилика да уживаат во изложбените традиционални ракотворби, како и во традиционалната храна подготвена од страна на домаќинките од населбата Оризари.